Детски џагор, Дедо Мраз, многу гости и родители вчера ја наполнија сангрија. Сето тоа во чест на хуманитарен настан кој што навистина вреди за нашиот град и за семејство кој што највеќе му треба во моментов. Како додовте до оваа идеја и како помина хуманитарниот настан вчера? Прво да ти се заблагодарам за посетата денеска кај нас во Сангрија, да ве поканам на роден денот. Поточно Сангрија слави 4 години, како се дружи веќе со нашите пријатели, а за она што се случуваше вчера, за прекрасниот настан и нашиот Дедо Мраз кој што ни беше гостин, идејата беше заедничка со Лорета, поради оние дешавки што се случија околу пожарувањето на куќата на семејството во Велес. И дојдовме до идеја како да помогнеме поточно да направиме на забава за најмилите, најмладите, да ги поканиме мајките со нивните дечиња, да го поканиме Дедо Мраз кај нас да биде гостин и по некоја символична цена тие пакетчиња мајките да ги купат, а собраните средства потоа да се дадат на фамилијата, односно на оние што им се најпотребни во моментот. Собраните средства вчера кои што беа, значи денеска ќе бидат доделени. Се надевам дека фотографија ќе добиете. Ќе бидат доделени на семејството и Дедо Мраз ќе отиде кај нив на гости и ќе им однеси пакетчиња за нивните 3 деца. Така да идејата потекна од таму, колку што можеме во некоја ситуација да помогнеме таму каде што навистина е потребно. Колку дечиња вчера имаше во Сангрија? Па вчера имаше сигурно преку 80 дечиња. По она што колку пакетчиња дадовме, значи некаде околу 70 пакетчиња беа продадени, дадени, подарени. Добија бесплатна фотографија со Дедо Мраз и со Баба Мразица. И најголемата награда, покрај се друго, за нас беше што имаше многу насмевка, многу детски џагор во Сангрија. Тоа ќе ни одбележи оваа година. Вистина ми е многу мило што ние често имаме дечиња кај нас гости и ветувам дека уште многу пати вака ќе се дружиме со најмилите, а ќе ни бидат гости нашите маскоти, па така да ќе можеме да ги направиме уште посретни нивните лица. Вчера имаше и сретни баби, сретни мајки, кои што стана и да играат од задоволство, така да уште еднаш им се заблагодарувам на сите во таквиот одзив, бидејќи навистина имаше и такви кои што не можеа да присуствуваат, пошто и веќе немаше место, но ветувам дека во доследно време повторно ќе организираме некоја заедничка забава со поинаква цел и повторно ќе се дружиме во Сангрија. Супер. Од своето основање Сангрија исто така има една хуманитарна акција која што лично ја прави заедно со дечињата од Маца Овчарова, претпоставувам. Кажете ми оваа година дали ќе се организира и како тече нели целата таа процедура? И во Сангрија имаме една традиција пред новогодишно за нашиот роден ден. Си ги кариме децата што учат во специјалното училиште Маца Овчарова да ни бидат гости тука и исто покануваме да дојде Дедо Мраз и да им додели подароци. Оваа година се договоривме заедно со Лорета пакетчињата кои што ги добивме од нашите спонзори кои што ќе останат, не да ги викнеме, него овој пат, пошто сите дечиња не може да дојдат, во контакт со нивните наставници, разбравме дека се повеќе од 40 дечиња, за да не ги малтретираат нормално, пошто има и такви кои што се со потешки болести доаѓаат тука, и се договоривме овие денови да ги посетиме во нивното училиште и да им ги подариме подароците таму заедно со Дедо Мраз. И повторно во традиција на Сангрија, односно 4-та година тоа традиционално си го правиме, а за нас најголемата награда е кога ќе ги видите тие деца како ви се насмевнуваат и ви се заблагодаруваат за тој мал за нив многу голем подарок. Јас минатата година од нив добив многу подароци, односно честитки изработени за Сангрија, кои што се уште си ги чуваме за успомен, така да навистина ни е драго кога можеме тие деца да ги направиме со мала работа, меѓутоа големо задоволство и многу среќни. Ви благодарам многу и ве посакувам уште многу успех во иднина. Ти благодариме и тебе и повелете во Сангрија на торта. Благодарам.